Благодарам председателке, почитуван заменик министар за финансии, почитувани колеги, почитувана јавност. Овој амандман го поднесуваме како една од најголемите потреби кои што имаат граѓаните во општина Аеродром. Имено станува збор за изградба на кружен тек на крстосницата кај основното училиште Блаже Конески. Се работи за исклучително сложена крстосница, која што вкрстува два булевари. Имено тука се вкрстуваат булеварите Кузман Јосифовски Пито и Јанен Садански и три улици Симеон Кавракиров, Фарањо Клус и Руди Чаевец, од кои што последнава наведена улица е прогласена за најгусто населена во Скопје. Или крстосницата спојува три населби, ги спојува Мичури, Острово и Стар Аеродром, каде што живеат над 20.000 жители, а се наоѓаат исто така во непосредна близина на основно училиште, трговски центар и бројно гусно населени деловно стамбени објекти. Вредноста која што ја бараме со овој амандман е 70 милиони денари. Имено на сите ни е сосема јасно дека Скопје, а и општина Аеродром во последните 3 години го живеат најголемиот ужас од своето постоење. И тоа е само како резултат на кадровските решенија кои што ги понудија ВМРО ДПМНЕ како градоначалници и на градот Скопје, Даниела Арсовска, а исто така и градоначалниците на општина Аеродром, Тимчо Муцунски, па сега и веде градоначалникот во последните неколку месеци. Инаку, кога општина Аеродром почна да ја раководи ВМРО ДПМНЕ, во општинската каса имаше 240 милиони денари, што може лесно да се утврди и од она што значи увид во самата сметка на општината. Наместо овие средства, како и потрошените 3 буџета во изминатите 3 години, да се искористат за подобрување на квалитетот на животот на жителите на општина Аеродром, таа денес станува синоним на диви депонии, пожолтени паркови, руинирани детски и спортски игралишта, а едноставно Тимчо Муцунски, кој што е денешен министер, актуелен министер за надворешни работи, не успеа да реализира ниту еден проект од програмата која што тој ја вети пред граѓаните. И еве се уште граѓаните од општина Аеродром чекаат 4 нови градинки кои што тој им ги вети, а со вистинска голема радост и со нетрпение го очекуваат и паркот Радост. Најавувањето на изградбата на овој парк беше поддржана и од денешниот премиер Христијан Мицковски, дојдоа таму па сечеа ленти, бриша маркици, ама затоа денес едноставно таму може само да се види трева неискосена, може да се види многу смет, или тоа полека место почува да се претвара во една дива депонија. Така што радоста за паркот Радост се уште ја одржуваме, иако некако надежта полека ни умира. Се уште ја чекаме и новата гимназија, новата општинска зграда, новиот мултифункционален центар со простори за младински центар, новиот спортски центар Пирин во населбата Лисиче, музеот на МЗТ, киносалата и театарската сцена во Ново Лисиче. Еднократната помош за новороденчињата да се зголеми од 8.000 на 20.000 денари. Се уште ја чекаме стратегијата за млади, стипендиите за млади таленти во износ од 30.000 денари, како и завршување на сите постапки за легализација. Ова што сега го исчитав се оние неколку клучни проекти или ветувања кои што им ги даде Тимчо Муцунски на граѓаните во 2021 година и поради кој што доби поддршка од граѓаните на Аеродром. Бидејќи ќе кажете дека нели многу нешта сепак таму се придвижиле, а може да зборувате и општините, еве сега ќе добијат многу средства, па ќе се реализираат многу проекти. Јас само да потсетам дека и кога СДСМ ја планираше државната каса, многу средства се одвоија за општина Аеродром. И ништо не ќе беше таму сработено или во последните години ништо направено ако не беа тие средства. Па така еве за подсетување и на колегите од ВМРО ДПМНЕ и на јавноста,
За основното училиште Блаже Коневски, односно за негова доградба, владата на СДСМ издвои 100 милиони денари. За новиот објект на клон Изворче на детската градинка Срничка 70 милиони денари. За реконструкција на улиците Мите Богојски, Црноризец Храбар, Илија Димовски Гоче во населба Лисиче 60 милиони денари. За новиот објект на полициската станица Аеродром 130 милиони денари. За реконструкција на игралиштето во дворот на основното училиште Браќа Миладиновци 2,6 милиони денари. Издвоени се и 700.000 денари за техничка документација за изградба на водоводната мрежа во делови во Долно Лисиче. Сите овие проекти беа финансирани од централниот буџет, меѓутоа, што тоа успеа да реализираат градоначалниците на Аеродром, граѓаните гледаат. За жал, како да се глуви оние кои што нели таму го предводат ВМРО ДПМН и не ја гледаат состојбата и забелешките кои што ги даваат жителите на општина Аеродром. Ви благодарам.